Новата наставна програма за првооделенците и учениците од 4-то оделение стартуваше оваа учебна година. Планот на Министерството за образование и наука е за 5 години да биде реформирано целото 9-годишно основно образование. Според учесниците во изготвувањето на новата концепција во основното образование, придобивки се намален број предмети, нивно интегрирање и можност за учениците да избираат предмети со што се почитуваат нивните интереси и се овозможува развој на нивните потенцијали. Според МОН, дигиталните учебници во образованието ќе се воведуваат етапно, а целосно ќе бидат воведени дури за 5 години. Раководителот на секторот за образование Александар Јовановиќ поддржува реформи во образованието, но смета дека треба да започнат во високото образование, а не во основното. Според него, реформите треба да бидат транспарентни и да бидат спроведени најпрвен во неколку училишта во државата како пилот проект, за да се видат бенефитите, но и недостатоците. На реформа по мене, за да се донесе пред се, треба да биде суштинска и сеопфатна. Реформите по мене треба да започнат во високото образование, затоа што тие репродуцираат кадри кои ги обучуваат дечињата, тоест наставен кадар, програми кои треба да бидат опфатени за настава која е сега актуелна и согласно со законот за основно образование, затоа што јас како дипломиран професор по физичко и здравствено образование треба да работам инклузивност, треба да спроведувам инклузивно образование, треба да бидам вклучен во тоа, меѓутоа на факултетот на високо образование имавме 2 или 3 теми за работа со ученици со попреченост. Значи затоа е многу важно да биде опфатено од оние кои репродуцираат кадри, па да се спуштиме до онаа возраст во која треба да бидат да пренесат своите знаења. Во креирање на реформата или реформите треба да биде задолжително вклучено факултетите, да не заборавиме и МАНО исто така. Најважно е пилот проект. Дајте да избереме училишта на ниво на држава, неколку училишта во кои таа реформа за почеток ќе биде ставена во пилот проект и да ги видиме оние недостатоци и она што треба да се искоригира за да претходно биде донесена и ставена во функција. Училиштата во Куманово веќе се опремени со смарт уреди и се подготвени за реформите, но според Јовановиќ, примарен извор за стекнување знаење на ученикот треба да остане печатениот учебник, а не дигиталниот. Моje лично видување и став, значи ова е моje видување, дека примарен извор за учење на учениците и за добивање на знаење треба да остане учебникот, а како секундарни да бидат, значи може да се користат и смарт таблите, и лаптоп, и десктоп, и други смарт уреди да им бидат од помош, но пак ќе повторам, мој став е дека примарен извор треба да остане учебникот, а сето она помошно да се користи. Да, го имам инсталирано и лично го имам видено дигиталниот учебник, доста е креативен, го задржува вниманието на учениците, но како професор по физичко и здравствено образование инсистирам да технологијата се користи. Да, ние мора да пратиме трендови, сум за дигитализација да напредува, но сето тоа да биде етапно и системски воведувано, дел по дел, не вака намекнато. Новиот концепт беше изготвен во март годинава од работна група од 12 члена, според кои таа обезбедува настава ориентирана кон продлабочено и смислено учење базирано на критичко мислење и логичко заклучување, осмислување и поврзување на информациите и решавање проблеми.